Поштувани Којге Бендевска, од кај знаете и вие дека Павле Трајанов не брифил како Стојко од петокот. Па се залетавте сите за тие меници. Така? Еве сега ќе иде за човекот и каже тоа беше блеф, да видам како ќе реагират. Патем никој Павле Трајанов не го ругаше вечерта до 1 сат како што вие сте му направили на човекот, па трчеше на наредниот ден веднаш да се извини и да каже дека пу не важи. Значи, да не се фајкеме за некои работи каде што и не сте толку силни. Кога зборувате за Котелец, јас сакам да ви кажам дека мислав на НИП Нова Македонија, во чиј склоп беше и Котелец, па и Развигор. И со еден акт укинавте цела новинско издавачко предпријатие со 1400 вработени. Го зборувам тоа што многу добро го знаете. Тогаш беше Нова Македонија државна фирма, знаете како се водеше процесот на ликвидација и така натаму. И затоа не смеете да ги поврзувате работите со А1 телевизија. А1 телевизија, јас верувам дека била телевизија со највисок рейтинг. И не го спорам тоа. Меѓутоа, највисокиот рейтинг на телевизијата не ја дава право да не си плаќа данок. Значи, тоа баш заради тоа што била со највисок рейтинг, јас претпоставувам дека телевизијата имала и најголеми приходи од реклами. Како што имаше приходи од реклами кои што доаѓа од владата, така сигурно имала приходи од реклами кои што доаѓале од приватните компании, чиј пак интерес на приватните компании е нормално дека треба да се рекламираат на телевизија која што има најголема гледаност. Сигурно ниеден приватен стопанственик, и јас бидејќи доаѓам од приватниот сектор, знам дека не е мој интерес да се рекламирам на телевизија која што денеска нема да ја вклучат 100 луѓе, туку 10-100 илјади луѓе. Кога тогаш биле во таква позиција, греото е да не си го плаќаат данокот. И на крај, мислам дека сум последен, нема после мене за реплика, дајте малце да ја смириме тензијата, не ни доликува како пратеници да разговараме на тој тон. Има уште тројца дискутанти, Демократско право е на вас како пратеничка група, дали ќе гласате за или против, Демократско право е на мене и на мојата пратеничка група, како ќе се произнесеме според информацијата. Верувајте, бидејќи постојано ги правиме тие делби, ова нека последен пат, како нови пратеници, имаме реакции дека воопшто не сме интересни за народот. Благодарам.